Снимките кои пред малку ги погледнавте можеби ве вознемирија. На нив беа прикажани корисници на дрогата фентанил во САД, опојна синтетичка дрога која остава тешки последици. Според американскиот претседател Доналд Трамп, фентанилот е произведен во Кина, а на американскиот пазар стигнува преку Мексико и Канада. Токму затоа тој најави дополнителни царини за производите од овие држави. We're talking about a tariff of 10% on China based on the fact that they're sending fentanyl to Mexico and Canada. We're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada's a very bad abuser also. Vast numbers of people to come in and fentanyl to come in. Кина не остана должна. Воведе тарифи од 10 и 15% за неколку американски производи и отвори антимонополска истрага за Google. 我们敦促美方停止将经贸问题政治化、工具化，停止无理打压中国的企业。中方也将继续采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。 Набрзо потоа за царините кон Мексико се предомисли откако договори диалог со претседателката на Мексико Клаудија Шејнбаум. Трамп игра топло-ладно кога се во прашање санкциите за Канада. На 4 февруари по телефонски разговор со канадскиот премиер Трудо, Трамп ги одложи царините кои се однесуваат на фентанилот, но само една недела потоа стигнаа царините за канадскиот алуминиум и челик, и тоа од 25%. Ова ќе биде сериозен удар за канадската економија, имајќи предвид дека извозот од Канада во САД на челик и алуминиум во 2024-та изнесувал 24,4 милиарди долари. Трудо за сега не одговори дали Канада ќе возврати. Трамп куса откако е на функцијата отвори фронти со Европа, најавува слични мерки и кон Европската унија. Причина според него е трговскиот дефицит со Европската унија, особено во делот на земјоделието и автомобилската индустрија. Мотив повеќе за тоа ќе биде доколку земјите членки на Унијата не се придржуваат до барањата на Трамп за зголемени трошоци за одбрана како дел од НАТО. Сепак и Брисел се подготвува за контраудар. The European Union is prepared for a robust but constructive dialogue with the United States. When targeted, unfairly or arbitrarily, the European Union will respond firmly. На сето ова треба да се додаде најавата на Трамп дури и за затворање на границата со Мексико, ставање на Куба на листата на земји поддржувачи на тероризмот и може нов нуклеарен договор со Иран. И можеме да заклучиме дека не очекува турбулентен период во американската надворешна политика, која несомнено ќе има ефекти во светски рамки.